Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувани градоначалници на општините Гевгелија, Валандово, Дојран, Богданци, почитувани пратенички од регионот, пратеници, представници на институциите, почитувани представници на бизнис секторот, на коморите, почитувани представници на компанијата Серка Таахо Тинша Атакели, почитуван државен секретар, почитуван посебен советник на премиерот, почитуван заменик министер, почитувани директори на органите во состав и на агенциите во дел на владата на Република Македонија, почитувани медиуми, новинари, почитувани граѓани од регионот. Ми представува особена чест и задоволство да го објавиме почетокот на градежните работи на браната Конско. Една од најголемите капитални инвестиции во земјоделството во последните 10 години. Една од најголемите инвестиции, како што кажа премиерот, во овие 50 години во регионот. Оваа инвестиција е од исклучително значење за граѓаните на целиот овој регион, но и за цела Македонија. Водостопанството како стопанска гранка е една од клучните области. Таа е основа за развој на модерно земјоделство, но и на низа други области кои што се од витално значење за нашата економија и за нашата земја. Браните со акумулациите обезбедуваат повеќе наменско искористување на водите, односно вода за наводнување на земјоделските површини, вода за производство на електрична енергија. Тоа придонесува за енергетска стабилност, зголемување на земјоделското производство и безбедност на храната на национално ниво. Како влада, силно сме фокусирани и работиме на забрзување на евроинтеграцијскиот процес. Како влада, работевме силно, забрзано да започнат работите на сите проекти кои што беа застанати. Затоа посветено работевме и работиме на модернизирање и усогласување на целокупното наше земјоделство со европските регулативи и со светските стандарди. Нашата цел е да обезбедиме услови за поквалитетно земјоделско производство, поголем приход на земјоделците, но и поголем економски раст на државата. Во целиот овој процес, водата е клучниот ресурс и услов за постигнување на оваа цел во делот на секторот земјоделство. Браната со акумулација Конско е дел од хидросистемот Конско и се состои од брана на реката Конска, запад горничет на околу 8,5 километри низводно, како и зафади на проточните води на реките Жабачка, Сермениска и Кованска. Вкупната инвестиција на браната Конско е над 2,4 милиарди денари, пари обезбедени од буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмата за рурален развој. Браната Конско ќе обезбеди вода за наводнување на земјоделските површини од овој регион, особено во сушниот период, кога водата е најпотребна. Во моментот, од можните 12.326 хектари обработлива површина, во овој регион едва се наводнуваат 2632 хектари. Реалноста е дека во моментов има доволно вода само за околу 1500 хектари. Наводнувањето оди многу тешко, но и со многу високи цени, што е голем товар за земјоделците и ја загрозува цената на производите. Со новото техничко решение, односно преку изградба на 3 подсистеми на оваа брана, ќе се наводнуваат над 8000 хектари плодно обработливо земјиште од овој регион, Гевгелија, Дојран, Богданци и регионот. Односно се зголемуваат за 5 пати наводнуваните површини, што е цел и политика на владата на Република Македонија. Почитувани присутни, водата како наше национално природно богатство од приоритетно значење за секој од нас. Таа во голема мера го одредува квалитетот на живот во една земја. Без успешно и ефикасно водостопанство не може да се очекува квалитетен живот на населението. Преку ефикасно раководење со овој сектор овозможуваме доволно количини на квалитетна вода за сите граѓани. Истовремено создаваме услови за развој на земјоделството и производство на квалитетни и конкурентни производи. Со овие инвестиции придонесуваме за зголемување на потребите, за задоволување на потребите и за енергија. Како ресорно министерство интензивно работиме на реализација и на други капитални инвестиции во делот на водостопанството кои што започнуваат со реализација. Со крајна цел, како што кажав, да ги зголемиме наводнуваните површини. На крајот, лично сакам да изразам голема благодарност
до управата за водостопанство, до луѓето кои што работат во управата и во министерството, за нивната посветеност, ангажираност, за притисокот кој што го има во текот на целата оваа година, за да останатите проекти во делот на водостопанството започнат со една силна динамика на реализација. Сакам да се заблагодарам и до градоначалникот на општина Гевгелија, до општина Гевгелија и до административните служби и сите кои што беа посветени. Воедно се заблагодарувам на сите вклучени во овој процес, на инженерите и градежните работници од турската компанија Серка и Акели, но и на надзорот и на сите оние кои што во овој период придонесоа што побрзо да започне овој процес на градба и очекувам дека ќе во рамки на роковите кои што не се на проектот, истиот ќе биде реализиран. На градежните работници, на инженерите, на управата, на сите оние кои што ќе бидат вклучени во овој процес, им посакувам успешна работа, со среќа и успешна реализација на овој крупен проект. Благодарам на вниманието.